Почитувани, добар ден. Ги следите вестите на Канал 8. Чистењето на каналите за наводнување на речните корита во Кочанскиот регион се одвива според планот, велат од Водостопанство Брегалница. На дел од по линијата работата е скоро целосно завршена, а во наредниот период останува да се оспособи уште околу 70 км каналска мрежа. Навремено пред почетокот на наводнителната сезона Водостопанската подружница Брегалница го реализира чистењето на каналите и земјините вади во Кочанскиот регион. Ангажираната механизација во текот на минатата година завршила половина од планираната должина на каналската мрежа и на реките. Работите за прочистување на дел од катастарските општини се завршени, особено онаму каде што вообичаено најрано започнува сеидбата на оризот. Во 2019 година се исчистени 69,3 километри, од кои за брего укрепување на Кочанска река, кај мостот, кај Горни подлак, е исчистено во должина од 250 метри. За ова година се предвидува да се врши чистење на канали и каналска мрежа во должина од 75 км и чистење на речните корита во должина од 7,5 км, од кои во Кочанска река 2,4 и Оризарска река 5,1 км. Според претходно изготвениот план на Водостопанската подружница, вкупната должина на каналите и вадите што треба да се исчистат на подрачјето на општина Кочани е скоро на исто ниво како и минатата година. Инаку се прават калкулации дали акумулираната количина вода во моментот ќе биде доволна за исполнување на планот за наводнување. При тоа се преземаат и мерки за спречување на евентуалното излевање на водите од речните корита напролет. Што е нисок водостојот на двете реки, ќе започнеме со чистење баш од тај аспект за да не дојдат до поголеми врнежи, поголеми количини на вода, да дојде до несакани последици, односно до поплави. Инаку, мислам дека ова километража што имаме за исчистени се однася само на територијата на општина Кочани и тоа е толку. Тоа се во главном канали за наводнување. Значи, тие се тие што секоја година се чистат. Според планот за чистење во катастарските општини Кочани, Грдовци и Мујанци опфатени се канали и вади со вкупна должина околу 45 км, во Подлошко околу 12, при Бачевско 11 и во Ризарско 7,5 км. Исто така, прочистување на каналската мрежа ќе се прави и во соседната катастарска општина Истибања, каде што има нешто помалку од 4 км. Сдруженијето Свет Крст од Виница ги потпиша договорите за стипендирање на 22 студенти од општината. Со тоа продолжува започнатата практика од пред неколку години за финансиска подршка на младите кои студираат на јавните универзитети во државата. 22 редовни студенти од Виница кои студираат на јавните универзитети во државата ги потпишаа договорите за 9-месечно стипендирање што ги обезбедува граѓанското здружение Свет Крст од Виница. Вкупната финансиска подршка што изнесува околу 400.000 евра е обезбедена со донации од стопанските субјекти како и од буџетот на општината. Стипендиите се доделуваат за тековната студиска година. Општина Виница преку здружението Свет Крст заедно со неколку компании од општина Виница доделува стипендии за социјално загрозени студенти и тоа оваа година исто така на 22 студенти доделува стипендии во висина од 2000 денари, 9 месеци, а денес подпишувме договор со студентите и очекуваме веќе од следната недела да почне исплатата на овие средства. Градоначалникот Димитров додаде дека минатогодишните стипендии за 21 студент се веќе исплатени. Доделувањето на финансиската помош за студентите од Виница, Сдруженијето Свет Крст го почна пред 10 години, а по неколку годишен прекин активноста повторно беше обновена во 2018-та. За целиот изминат период стипендирани се околу 100 студенти, кои главно се школуваат на високошколските установи чии струки се дефицитарни во општина Виница. Вкупно 60 ново заболени лица од сезонски грип регистрира Центарот за јавно здравје Кочани за само 2 недели. Бројката е за општините од регионот што ги покрива Центарот, а најзафатена е возрастната категорија на лица од 15 до 64 годишна возраст.
До предминатата недела немаше регистрирани случаи на заболени од грип и пријавени во Центарот за јавно здравје Кочани. Сега во петата недела од новата година, Центарот за јавно здравје регистрира вкупно 60 заболени за една или две недели во регионот и општините што ги покрива Кочани, Виница, Берово, Делчево и Пехчево. Според податоците од Центарот за јавно здравје, заболените во најголем број се лица од 15 до 64 години. Јавната здравствена установа Центар за јавно здравје Кочани во текот на четвртата и петата недела, значи како пријавни недели, има вкупно заболено 60 болни од грип, кој распоред е следен: Кочани 15, Виница 9, Берово 6, Пехчево 1 и Делчево 29. Можеме да истакнеме дека се уште пикот на бројот на заболени од грип во оваа пета недела го немаме достигнато. Се очекува негде крајот на февруари и почетокот на март да биде тој пик на најголем број на заболени од грип. Вакцинацијата против сезонски грип постанува една од најглавните заштитни мерки кои што ги препорачуваме кај населението. Нашиот Центар за јавно здравје оваа сезона 2019-2020 има потрошено веќе над 4500 вакцини. Значи имаме уште некоја вакцина на лагер. Сите заинтересирани кои што сакаат да ја примат таа вакцина можат тоа да го сторат секако и наредната недела. Препораките за заштита од сезонскиот грип, додава доктор Николов, остануваат истите. Ако се почувствува симптоми на грип, веднаш да се посети лекар и тој ќе одреди дали има потреба од антибиотици или не. Како превенција од грип е избегнување на масовни собири во затворени простории. Кога веќе ќе се појават симптоми кај заболените, да се посети матичен лекар и тој да биде она алка во лекувањето, а не на своја рака да се взимаат антибиотици. Значи, за тоа што знаеме дека сепак вирусот на грип е вирус. Значи, вирусно заболување не е бактериска инфекција и таа работа да ја оставиме на матичните доктори, да тие одлучуваат кога стварно има потреба да се даде антибиотик при компликации кои што може да настанат кај лица кои што веќе спаѓаат во категорија на болни или заболени од грип. Во државата има пријавено вкупно 2850 лица заболени од сезонски грип само во последната недела од 27 јануари до 2 февруари 2020 година, што споредбено со минатата година во истиот период годинава имаме за 2,5 пати зголемување на бројката на заболени. Во вирусолошката лабораторија во Скопје само во петата пријавна недела испратени се околу 80 брисеви за лабораториско тестирање. Кај 30% е изолиран вирус од типот А, кај 40% вирус од типот Б, а останатите 30% не е направена типизација. Што се однесува пак за новиот коронавирус, кој е актуелен посебно во последните 3 недели, доктор Николов истакна дека реагенсите за диагноза на коронавирусот пристигнале и во Македонија и дека ќе може да се испитува и во Институтот за јавно здравје. Стартува младинскиот додаток по 3000 денари месечно за лица до 23 години. Додаток на платата во висина од 3000 денари ќе добиваат младите до 23 години, што се сега или ќе бидат вработени во производствениот сектор. Вице-премиерката задолжена за економски прашања Мила Царовска заедно со дополнителната заменичка министерка за труд и социјална политика Санела Шкрилел ја најавија најновата владина мерка младински додаток. Ги информираа младите лица до 23 години, како и нивните родители, за надоместокот кој што им следува на помладите вработени во производствената дејност. Вице-премиерката за економски прашања Царовска посочи дека владата во тесна соработка со организациите на работодавачи, стопанските комори, синдикатите и невладините организации креирала низа на мерки со кои се влијае на покачување на платите, развојот на компаниите и подобрување на условите за работа на работниците.
Тоа е оној младинскиот додаток за кој што донесе собранието закон, го предложи владата, а при тоа и правилниците денеска се потпишани, се со цел да овие млади лица од наредната недела може да го остварат ова право. Оваа идеја е предложена од самите работодавачи, се со цел да се обезбеди повеќе млада работна сила во индустријата. Тоа е потребно за да можеме да кажеме дека како држава понатаму економијата ќе ја базираме и ќе ја развиваме врз основа на растот на индустријата и навистина со години се види дека онаа политика на постојано да кажеме намалување на платите или продавање на работниците како ефтина работна сила не даваше никакви дополнителни ефекти. Затоа како партнери работодавачите, синдикатите, организациите донесовме заедничка одлука дека платите си растат и тоа го покажавме, минималната плата се движи во нагорна линија и се подобруваат условите. Но во секој случај е важно и од страна на државата постојано да се поддржуваат и компаниите, се со цел да може да ги исплаќаат повисоките плати. Затоа мерката за субвенционирање на придонесите за раст на плати покажа одлични резултати и само за 2 месеци веќе имаме опфатено 106.000 лица кои што имаат повисоки плати. Но дополнително на вчерашниот состанок со работодавачите и денеска имам во попладневните часови исто така средба со нив, разговараме и за техничко-технолошкиот развој како да тие се поддржат во тој дел за да може да имаат да постигнат поголема продуктивност и подобар раст и развој како компанија. Дополнителната заменик министерка за труд и социјална политика Санила Шкрилер истакна дека со младинскиот додаток се опфаќаат вработувања или само вработување со платежна производствена дејност или земјоделство. Законот за младински додаток е еден од оние пакет мерки кои што владата и Министерството за труд и социјална политика ги креира во изминатиот период, се со цел зголемување на вработливоста на младите од една страна, од друга страна обезбедување на квалитетни и добро платени работни места. Како што беше претходно кажано, значи аплицирањето ќе може да започне од наредната недела преку центрите за вработување. Секое младо лице на возраст до 23 години кој што работи во производство или е регистрирано како индивидуален земјоделец ќе може да поднесе барање и да го оствари ова право на месечен доместок од 3000 денари. Знаете дека оперативниот план за мерки за вработување за 2020 година исто така е донесен, значи со рекордно висок износ од 1,45 милиарда денари. Еден од главните таргети на мерките во оперативниот план се младите лица и ги повикуваме сите млади лица да се обратат до центрите за вработување и да ги користат мерките кои што се креирани за нив. За исплата на месечниот додаток од 3000 денари за 2020 година предвидени се 160 милиони денари и истиот се очекува да го примаат околу 4000 лица. Општинската организација на СДСМ организираше пресконференција чија тема беше работната посета на Кочани на лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски. При тоа председателот на кочанските социјалдемократи Гоце Серафимов повика да нема поделби на подобни и неподобни и порача дека секој граѓанин е подеднакво важен. Повторно поделби, повторно неподобни, подобно, повторно класификации. Господине Мицковски, велите фискалната политика и деноците ќе биле предвидливи. А дури вашето најавено присуство за изјава пред медиумите не можете да го предвидите. Велите дека наводно ќе се обрзале пред бизнес секторот и после исцрпни дебати ќе сте носеле законски решенија. А не можете да останете доследен на едноставната закажана пресконференција од ваша страна. Зборувате за донесување решенија во избрзана едностранна процедура во парламентот. А токму вие повторно го употребувате принципот на селективност, делејќи ги медиумите, фирмите и докторите и почитувајќи го оно само кој вам ви одговара. Изгледа ви изненади новиот автопат, па затоа и пресод пред време го прокажавте. Се изненадите од платите на докторите, развојот на болницата, па се среќавате во приватна режија со нив. Прашате ги фирмите кои ги посетивте, колку и какви субвенции има добиени од владата на СДСМ. Или веќе ви објаснија, па затоа и толкавата збунетост. Претендирате за добивање на власт и уште неседнати во премиерската фотелја почнате со нетранспарентност, изолираност и чистка на патот пред вас. Вам не ви е приоритет туѓето време. Вам не ви се приоритет сите граѓани. Вие сте алчни и желни за власт. Уште сега спремни да ги извршите поделбите, да средите страв кај граѓаните, да ги држите народот под обсада, додека ги реализирате вашите фрустрации. Да ве подсетиме дека секој граѓанин на оваа држава е важен. Секоја компанија заслужува еднакви мерки
и решение за развој. Секој медиум заслужува почит. Ние се стремиме кон општество за сите. Тоа граѓаните го препознаа минатите 3 изборни циклуси, кои го дадоа гласот за СДСМ. Затоа на 12 април граѓаните ќе гласаат за отворено општество за сите, со просперитет кон ЕУ и НАТО. Граѓаните знаат кој е правиот пат. Македонскиот јазик не го негуваме доволно и не се употребува соодветно во институциите во државата, во медиумите, па ниту во училишните установи. Доста честа е и употребата на интернационализмите. Се одбележуваат 75 години од одржувањето на првиот час настава на македонски јазик. Јазикот представува суштествен белег на еден народ и живее и надвор од границите на државата. Истиот треба да се негува како белег на народот. Таква е ситуацијата и со македонскиот јазик, кој што не се зборува само во државата, туку и надвор од нејзините граници. Колку нашиот литературен македонски јазик е негуван во нашата држава. Следејќи ги медиумите, следејќи го ја и комуникацијата, односно разговорот во институциите, можам да забележам дека македонскиот јазик не се употребува соодветно, зборуваме за стандардниот јазик, не се употребува соодветно во овие институции, иако е задолжително. Исто таков проблем ние среќаваме во образованието со употребата на учебниците, во кои што можеме да забележиме доста грешки, а можеме да забележиме и зборови кои што се буквално само пренесени од учебниците од кои што се преземени. Морам да споменам дека нашиот јазик, македонскиот јазик е многу богат јазик со зборови и имаме соодветни зборови за сите оние преземени од туѓата лексика и затоа подобро апелирам да ги употребуваме тие зборови отколку да ги преземаме од туѓите јазици. Со самата кодификација на македонскиот јазик можам да кажам дека оваа година и од минатата почнувајќи е доста значено, бидејќи самото официализирање на македонскиот литературен јазик како јазик на македонската држава и македонскиот народ е токму датумот 2 август 1944 година, кога на првото заседание на АСНОМ тој бил официјално признаен. Неодамнешно истражување говори дека на порталите, форумите, фејсбук групите, младите комуницираат на латиница, со многу правописни грешки и често на друг странски јазик, бугарски, српски, хрватски, но најчесто англиски. Кога имаме соодветен збор, не треба да го менуваме со друг, апелираат професорите. Македонската лексика не е составена само од зборови од македонскиот јазик и македонската лексика, ние не можеме да кажеме дека диалектизмите се погрешно кога ги употребуваме во комуникацијата, во разговорот, затоа што самата лексика на македонскиот јазик е составена од сите диалекти. Значи се земени зборови од сите диалекти. Меѓутоа во нашата лексика постојат и турцизми, и интернационализми, постојат и неологизми, значи кованици кои што ги ние создаваме и тоа е нормално, бидејќи јазикот е жива материја, тој се менува. Но тоа менување треба да биде само онолку колку што налагаат потребите, затоа што со развојот на технологијата, на индустријата, нормално е да навлегуваат други зборови, меѓутоа не по цена да ги заменуваме нашите. Медиумите имаат главна улога во негувањето на македонскиот јазик. Голем дел од граѓаните не читаат и не слушаат ништо друго и остануваат само на тоа што го гледаат на телевизија. Сите грешки, лошо одбрани зборови, погрешни конструкции и така натаму, потоа се пресликуваат во говорот на граѓаните. Затоа треба да се посвети повеќе внимание на јазикот и на изборот на личностите кои што се обраќаат од другата страна на екранот. Во издаваштвото исто владее хаос. Големи издавачки куќи издаваат изданија на кои не е наведено името на лектор и не се знае ниту дали воопшто е лекториран текстот. Се објавуваат лоши и нелекторирани преводи. Уште пострашно е кога во учебниците има непростливи грешки. Какво образование ќе добијат учениците и студентите? Значи јазикот мора да се негува, бидејќи со негово почитување го градиме и чуваме сопствениот идентитет. Годинава се одбележуваат 75 години од официализирањето на македонската азбука и исто толку години на озаконување на македонскиот правопис. На 6 февруари пак оваа година се одбележуваат 75 години од денот кога за прв пат се одржал наставен час на современ македонски јазик.
Овој датум е важен за целата држава, бидејќи за прв пат се одржал јавен час на македонски современ јазик. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Ви посакуваме пријатен викенд. Довидување.